Како општина, во делот на инклузивност или вклучувањето на граѓаните во локалните процеси, всушност една од главните придобивки е тоа што имаме зајакнување веќе на постојните капацитети кои што општина Крива Паланка ги има во делот на организирање и имплементација на форумот во заедницата, затоа што како општина форумите пак исто со поддршка на програмата Форуми во заедницата, која што исто финансиски беше поддржана од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка. Првото искуство со форумите го имаме уште од 2009 година, кога почнуваме со проектен форум, потоа ги имавме тие буџетски форуми во рамки на програмата Форуми во заедницата, но ги како општина продолживме секоја година да реализираме буџетски форуми за подготовка на буџетот на општината за следната година. Тоа што е многу битно и е како придобивка што и општината, но и граѓаните го препознаа форумот како една од најцелисходна алатка за вклучување на граѓаните во процесите на креирање на политиките и носењето на одлуките на локално ниво, со тоа што имајќи предвид дека тие процеси на граѓаните, на обичниот човек, не им се познати, затоа што форумот ко заедница, имајќи таа своја структура и правилата за работа, од чекор по чекор, од форумска сесија во форумска сесија, вклучување на граѓаните во одлучувачките процеси на локално ниво. Благодарение на тоа што форумот во заедницата беше препознаен како најцелисходна алатка и од општинската администрација, од општинските власти, но и од граѓаните, општината веќе го практикува подолг период и со тоа што форумот, за разлика од другите форми на граѓанско учество, е поцелисходна алатка, со тоа што кај другите форми на граѓанско учество, граѓаните се консултирани, но сепак на крај одлуките ги носат самите локални власти, додека кај форумот граѓаните заедно со општинската администрација, заедно со локалната власт се трудат и ги носат одлуките заедно. И тоа што форумот го разликува како алатка, за разлика од другите форми на граѓанско учество, на локално ниво е што сепак има повратна информација. Таа позната последователна сесија, која што секогаш, ако е проектен форум, по завршување на избраниот проект од страна на форумот што се одржува, каде што граѓаните, односно форумот, заедницата, повторно се информира за реализацијата на проектот, додека кај буџетскиот форум, значи тема на тој форум е буџетот на општината, но секогаш при крај на годината, во месец, да кажем, октомври и ноември, се прави пресек, каде што се одржува таа последователна или пета форумска сесија, така наречена, на која што граѓаните повторно ги информираме за реализацијата на буџетот заклучно со датумот на одржување на форумската сесија, како и реализацијата на избраните форумски, така наречени приоритети или предлози од страна на граѓаните. Веќе трета година поред, ние како општина организираме родово одговорни буџетски форуми, со тоа што годишното оперативно буџетско планирање, значи програмирање, го заснуваме врз основа на стратешкото родово одговорно планирање на општината. Општина Крива Паланка има изработено родово одговорна стратегија за одржлив развој на општината 22-27 година и целокупното годишно оперативно планирање и програмирање, односно буџетските годишни програми на општината се родово одговорни со дефинирани родови индикатори. Па моето компаративно искуство, да кажам, како советник од претходно, затоа што во периодот од 2000 до 2005 бев советник во општина Крива Паланка, потпосле сум и административен работник службеник во општината и разликата од тогаш до сега до советот можам да кажам дека една малку и поголема. Она што можам да го кажам како советник од тој период, немавме вакви обуки, вакви проекти како што е проектот за јакнување на општинските совети, кој што верувам дека во многу придонесе за јакнење на капацитетите лични на советниците, да може да се носат со проблематиката и со тоа што е предмет на расправа и одлучување во советот. Разликата е таа што
благодарение, пак ќе кажам, на овие афирмативни мерки или она позитивна дискриминација внесена во изборното законодавство, тогаш од 19 советници бевме само 3 жени, додека сега нашиот совет број 9 жени и претседателката на советот ни е жена. Па посакувам, искрено посакувам.